Наместо нови рестрикции, ново предизборно олабавување на ковид мерките во Македонија. И тоа во време кога бројот на заразени и починати расте. Ноќните клубови и дискотеките во затворено добија зелено светло за работа од владата, со исполнетост до 50% од капацитетот на објектот. Истото важи и за затворениот дел од објектите за прослави и за организирање семинари, обуки, курсеви, состаноци, работилници, конференции. Од 15 ноември влез во затворени објекти, кафулиња и трговски центри ќе биде дозволен само за вакцинирани лица со 2 дози или прележан COVID-19 во изминатите 45 дена. Епидемиологот доктор Сашко Олумчев алармира дека релаксација на мерките не смееме да си дозволиме, особено не сега, кога на прагот ни е нов ковид бран. Делта сојета и новата варијанта Делта плюс е многу заразна, дури и позаразна и од ова првичната варијанта, така да сега влез во затворени простории без контрола би било малку, хазардна игра во моментот, со оглед на тоа дека секојдневно не растат бројките. Како што гледате и во Скопје, и во околните градови, па и во околината на целиот Балкан имаме проблем со порастот, наглиот пораст на бројките, што значи дека имаме едно масовно непочитување на мерките и токму поради тоа јас не би препорачал сега во моментот воведување на, односно релаксација на мерки. Во моментот не гледам, не сум оптимист дека нешто по-драстично ќе се случи во позитивна смисла. Со оглед на тоа дека секојдневно се олабавуваат мерките. Епидемиолозите потенцираат дека на удар во моментов се младите, а причина за се поголемиот број заразени меѓу оваа популација е ниската стапка на вакцинација. Гледаме дека вакцинацијата туку речи запре во цела Република Северна Македонија. Немаме примо вакцинирање, значи нема интерес за вакцини, а тоа ни е основното оружје со кое ние можеме да го спречиме понатамошното ширење на болеста. Така да за мене се уште мислам дека е рано, особено сега зима во затворени простори, не е во ред. Да беше лето на отворен простор се докажа дека нема потреба од такви мерки, значи вирусот не опстојува во воздух долго време, потешко се пренесува, меѓутоа во затворени простори не би дозволил јас во моментот. Единственото добро е сега што интересот за третата доза на вакцина е голем, ама затоа загрижува тоа што стагнира бројот на оние кои треба да примат прва доза од вакцината. Лекарската фила постојано алармира здравствените власти итно да ги интензивираат напорите во кампањата за вакцинација и да се едуцираат граѓаните за тоа кои се бенефитите, ефикасноста и безбедноста на вакцините. Според последните извештаи на Министерството за здравство, активни се речиси 6200 ковид случаи, целосно вакцинирани се 35% од граѓаните, а трета доза примиле 15851 лице. Од почетокот на пандемијата пред година и половина, до сега во Македонија се регистрирани над 200.000 случаи на коронавирус, што значи дека секој 10 човек ја прележал болеста.